Почитувани, гледате Республика видео подкаст. Тема на денешниот разговор е како и каде се трошат студентските пари. Дали на студентското организирање му се потребни коренити промени кои што ќе обезбедат неполитизиран, стабилен и независен студентски систем, организиран според европските стандарди. Наши соговорници се двајца студенти. Им велам добре дојде на Теодора Столевска и на Горан Таневски. Добро е, На самиот почеток, како што спомена во најавата, како и каде се трошат студентските пари, кои што при упис на факултетите се собираат од давачката икса и се сепак забележителни 750 денари кои потоа заминуваат во кој правец. Да, вака, за жал се уште не е правен избор дали студентот ќе реши да даде партиципација за икса да плати или нема да плати, така што сите сме обврзани доколку сакаме да запишеме факултет да уплатиме 750 денари. Сега 20% од тие 750 денари одат до студентскиот парламент при УКИМ. Со тоа што студентскиот парламент, освен средствата од ИКСА, се финансира и од директни дотации од буџетот на Република Македонија, независни проекти кои ги добива доколку аплицира и дополнително некои средства што ги добива од факултетите, од матичните факултети каде што се наоѓа. Со тоа што проблемот кој ние го лоцираме како студентски пленум е фактот дека не постои никаков надзор врз начинот на трошење на средствата од студентите кои, пак ќе повторам, приморани сме да им ги даваме на студентскиот парламент. Односно, проблемот го наоѓаме таму кога гледаме дека 2.600.000 денари се потрошени за патување на индивидуалци, за журки организирани исто за сметка на индивидуалци и чинам дека најсмешни суми беа оние кои ги видовме потрошени за виски. И сметаме дека е многу понизно од страна на студентското организирање кога ќе видиме дека еден орган кој треба да ги застапува студентите, кој треба да се бори за студентски права, наместо да ги троши нашите средства, тоа го прави за сопствени лични потреби. Горан, што покажа финансискиот извештај до кој што успеавте да дојдете? Дел од работите ги спомена Теодора, но дали имало транспарентен пристап на распределбата на парите и на кој начин се прибираат средствата во студентската организација, односно како таа потоа ги троши подетално? Па секој кој што и малце се позанимавал со оваа проблематика на студентското организирање знае под број 1 дека е потребно и неопходно темелно реорганизирање и под број 2 знае дека овде се работи за се освен за транспарентно трошење на добивање и трошење на средствата на студентите. Се работи за еден финансиски извештај кој што е се освен регуларен финансиски извештај, сме го носеле по сметка одители кои што не уверуваат дека извештајот не личи на ништо. Се и се што е додавано, како што рече Теди, има сметки за виски, за забави, за патувања лични, во тие вела дека е во некаков интерес на студентите не се запознаени. За колкава сума на пари станува збор вкупно резимирано? Точно се 2 милиони за 2014 и 2015, тоа е финансискиот извештај до кој ние успеавме да дојдеме. 2.650.000 денари. Со тоа што кога ќе кажеме оваа сума сепак не звучи толку голема за едно тело, на некој начин државно, ама смешно е фактот што тоа всушност не е државно тело, тоа е невладина организација. Интересен е фактот дека и покрај тоа што они се невладина организација, ние сме приморани да праќаме партиципацијата и буџетот на таа невладина организација. Еве замислете било која друга невладина организација, Хера, Go Green, која и да е. Замислете граѓани на Република Македонија да се приморани да плаќаат партиципација само за да постои таа организација. И при тоа, веќе кога ја плаќаш и си приморан да плаќаш партиципацијата за нивниот буџет да го исполниш, очекуваш некој бенефит за возраст. Меѓутоа ние не го гледаме бенефитот. Ево од извештајот, најголем дел исто така се трошат и за телефонски повици. Со тоа што има некои 12-13 во некои месеци, во други месеци има сметки од еден телефонски број за 64 или 67.000 денари, што е смешно огромна сума. На крајот на денот гледаме многу адхок желби и организации и планирани настани од студенти кои сакаат нешто да направат за да си помогнат сами на себе. Се сеќавам дека во месец април пробавме, мислам дека беше април, пробаа студенти на правниот факултет да организираат сами избори, бидејќи студентскиот парламент одбиваше да го направи тоа. Немавме ниту финансиски средства, немавме ниту никаква поддршка
За такви ад-хок моменти треба да постои тело кој ќе не представува и ќе ни помогне да си ги реализираме потребите како студенти наместо да ги троши парите за своји лични потреби. Односно станува збор за неколку индивидуалци, десетина луѓе и тоа е всушност ситуација што веќе со години така обстојува. Сега можеби ќе се смени генерацијата на студенти како што се случи оваа година, меѓутоа пак станува збор за иста бројка на луѓе кои располага и со средствата, и со мокта, и со авторитетот, меѓутоа што е пострашно, располага и со формални функции внатре во универзитетот. Односно, сега кога се гласаше новиот ректор, тие добија право на глас. Сега смешно е кога луѓе добиваат право на глас за една толку висока функција и за една толку важна одлука, овие студенти да не знаеме како се избрани таму, да не знаеме како стигнале таму, дали некој им дал надлежност, дали сами си ја дале надлежноста, а сепак го даваат гласот од име на сите студенти. Студентскиот пленум, кој што се формираше како хоризонтална организација во која што сите студенти имаат подеднакво право на глас, односно како реакција на незадоволството поради монополот во студентското организирање и силната партизација, како што многу пати беше упатено во студентската организација СПУКМ, неколку пати потенцираше дека е потребна една реформа во односно реорганизирање во самата студентска организација и отварање на можност на плуралистички организации во кои што сите студенти ќе го имаат истото право, истиот глас. Дали очекувате сега во рамките на Сенатот, кога веќе институционално е потребно да има разврска во делот на студентското организирање, да се добие позитивен одговор и исчекор за ова прашање? Сенатот според мене нема ни да организира седница барем во брзо време, затоа што ја формираше таа комисија при изборот на седницата на која што се избра ректор, формираше комисија која би го решила проблем, која би предложила решение за проблемот со студентското организирање. Таа комисија излезе со два предлози и според мене, а и според сите здраворазумни луѓе на УКИМ кои што се запознаени со проблемот, Сенатот веќе требаше да организира седница на која што веќе еднаш ќе преломи, значи ќе го реши проблемот на студентското организирање, односно ќе избере еден од двата модели кои беа понудени. Моделот во чија што изработка учествуваше студентскиот пленум и моделот кој што го протежираат оние професори кои што се на страната на студентскиот парламент, на тона непостоечка фиктивна организација која е тука само во џебовите, која постои само во џебовите на студентите. И во една неформална средба која имавме со ректорот, му нагласивме дека е потребна минимум што тој може да направи е да свика една вонредна седница на Сенатот, но тоа се уште се нема случено. Според мене тешко е навистина да се случи, затоа што знаете, звучи параноично кога се зборува за проблемот како да е војната во Сирија. Сакаме да се реши, но еве никој ништо не може и сите се прогласуваат за ненадлежни. Но студентите сепак успеа да издействуваат двајца членови да бидат од студентскиот пленум да бидат во ова комисија. Видете, издействува, но ако е тоа начинот на кој што студентите треба да го издействуваат своето и така веќе впишано во статутот на УКИМ, на представување кое треба да го имаат, ние го изборивме со блокада на ректоратот. Со надворешни форми на притисок кои што не би требало да се случуваат во еден нормален систем, а на кој ние сме приморани. Рековте дека 20% од средствата кои што се прибираат од давачката икса при упис на факултетите завршуваат на сметка на студентската организација СПУКМ. Дали за овие средства треба да имаме по-голем глас, по-силен глас од студентите и дали според вас постои страф или неинформираност за тоа каде завршуваат нивните пари? Не мислам дека е страф. Сега, она што не ви го кажа е клучната разлика меѓу моделот на студентскиот пленум и моделот на професорите кои стојат за студентскиот парламент. Клучната разлика е во тоа што ние како студентски пленум предложивме модел кој вели дека телото СПУКМ треба да биде тело во склоп на универзитетот. Значи веќе да не постои како невладина организација, да се реструктурира и реорганизира во тело во склоп на УКИМ. Кога веќе вие земате пари од студенти, кога веќе вие се финансирате од буџетот на универзитетот
И кога веќе ви имате ингеренции внатре во универзитетот, потребно е статутарно да бидете тело во склоп на тој универзитет. Тоа е клучната разлика. На тој начин би се обезбедил транспарентен однос и Така. евиденција на тоа каде завршуваат парите. Сенатот, што ние искрено не сме многу оптимисти, не веруваме дека ова ќе се случи, доколку Сенатот го изгласа нашиот модел со клучната промена која ние ја бараме внатре во студентскиот парламент. На тој начин, прво ние ќе добиеме транспарентно трошење на парите, односно ќе добиеме вистински финансиски извештаи. А кога веќе некој мора да поднесе вистински финансиски извештаи и некој ги надгледува тие извештаи, тогаш ќе знае да ги троши на правилен начин. Односно кога ти веќе има надзор, кога веќе ние ќе правиме надзор врз ова тело, тогаш ова тело верувам дека ќе се опамети и ќе почне да ги троши парите на студентите на начин на кој им одговара на студентите. И не верувам дека постои страф меѓу студенти, него мислам дека постои голема доза на неинформираност. Голем дел од студентите не беа свесни за што се случува внатре во студентскиот парламент. Мислам дека не беа ни свесни дека воопшто постои тело студентски парламент, ниту зашто тие плаќаат воопшто иксата. Она што пробавме ние да го направиме како студентски пленум е да дигнеме свеста кај младите преку организација на студентскиот референдум. Сега сигурно најголем број студентите на УКИМ веќе слушнаа за тоа. Студентскиот референдум го организиравме токму од две причини. Прво да му покажеме на Сенатот дека зад нас стојат група на студенти кои веруваат дека нашиот модел е многу подобар отколку моделот на СПУКМ, а од друга страна едноставно да ги информираме луѓето дури да не излезат да гласаат. Сакаме да направиме кампања каде ќе ги информираме луѓето за своите права и за фактот дека постои студентско тело кој треба нив да ги представува, меѓутоа не ги представува на правилен начин. А студентите се во главном неинформирани заради две причини. Прво затоа што студентскиот парламент реално не постои. Тоа постои на хартија и само за прибирање на средства, а и втора причина затоа што не знаат всушност што плаќаат со иксата. Плаќаат икса, која гласи како беше средства за информатика, спорт, култура, а не пишува, значи треба да го прочиташ статутот за да знаеш дека статутот и другите акти на универзитетот, за да знаеш дека 20% од тие средства одат за студентскиот парламент. Како според вас би требало овие прибрани средства по однос на икса давачката најдобро да се распределат или да се потрошат? Што е она што им недостасува на студентите? Во склоп на нашиот модел, она што ние го предложивме е најпрво административни трошоци кои мора да бидат покриени, а второ другите невладини во склоп на факултетите, еве да ги земеме оратори, ЕЛСА, ЕМСА, сите тие невладини што постојат во склоп на факултетите да може да бидат придружни членки на факултетот, на парламентот на факултетот, се извинувам. Тоа би значило дека тие ќе може да аплицираат кај матичниот парламент на факултетот за одредени средства. Доколку има потреба да организираат надпревар, ораторска вечер да се организира, или едноставно група на студенти ако имаат потреба од некакво застапување или сакаат да стигнат до парични средства, дали за стипендија, дали за некој меѓународен надпревар, што и да е што потекнува од потребата на студентите, да може тоа да го направи кај студентскиот парламент, а потоа студентскиот парламент да одлучи со гласање, односно пратеници кои ќе бидат избрани на легитимни избори, да одлучат со гласање дали има потреба, каде има потреба да се достава средства. Всушност овие модели се правени по примерот на други европски модели. Словенскиот, хрватскиот и понатаму германскиот, францускиот студентски модел на парламентот. Така што ние сметаме дека на овој начин не само што ќе имаме вистински транспарентен начин на работење, туку и самите студенти, без разлика дали членуваат во нека друга невладина, дали се членови на СПУКМ, дали се едноставно индивидуалци, ќе можат да пристапат со помош, дали ќе биде тоа финансиска, правна, советодавна, каква и да е до СПУКМ, за да може да им се понуди помош и да може да им се помогне на студентите со идеите кои треба да ги реализираат. Теди е најкомпетентен да збори за ова прашање затоа што таа самата учествуваше на меѓународен дебатен надпревар во Солун, на кој што беше победник, а немаше средства од студентскиот парламент да поддржи. Значи, мислам дека не сум единствена кога велам дека како студенти сакаме да направиме нешто повеќе и за нас и за универзитетот, каде во име на универзитетот ви одите на светско, стигате до некој огромен успех и потоа кога сакате повторно да одите немате средства бидејќи тоа е скапо, не може да се одржи. А од друга страна гледате дека кај другите студенти нив или ги покрива самиот факултет или ги покрива студентското тело при нивниот факултет. И е многу поразителен факт кога знаете дека има и капацитети на електро кои чинам дека или на Финки исто така победија некој меѓународен надпревар и мора да се спонзорира. Да, мора да се спонзорираат од онлайн донации.
Сега тоа е поразително кога знаеш од друга страна дека постои тело кое располага со големи суми на пари кои може да им помогне на студенти. И наместо да одиме на средби во Баку, Русија, Израел, Грузија, за да се видиме еден човек да отиде таму и да седи на некоја конференција и при тоа не знаеме дали воопшто седел на таа конференција. И да добива солидна дневница надокнада за истото. Така, може да пратиме студенти кои заслужуваат да заминат на меѓународен надпревар или имаат потреба да спонзорираат некој научен труд. Транспарентноста сепак е можеби основниот дел, базата на која што се темелат нели сите акти во делот и нели на Законот за високо образование и на Статутот на УКИМ. Едноставно треба да се почитуваат законите онака како што се напишани, а не да бидат само на хартија, на дело. Требаше. Ние однесовме еден тон информации на седницата на која што требаше да биде избран ректорот за тоа како всушност не постоеле избори и дека студентите што седат овде се всушност фантоми, дека не постојат, дека можеби не се студенти, не знаеме. Имаше комисија за верификација на фактите и комисијата одлучи дека нема проблем. Ви благодарам за разговорот. Благодарам.